Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска, а вие го гледате најновото издание на емисијата Очи во очи. Деблокирана сметката на МАК Петрол. Каде погреши државата? Се исплашили? Е темата на која што ќе можете денеска да зборувате во следните 35 минути во емисијата Очи во очи. Пред да го слушнеме и првиот гледач, предлагам да ја погледнеме изјавата од министерот за економија Беким Незири. Во Македонија енергетска криза нема, меѓутоа ќе имаме реални проблеми доколку продолжи блокадата на МАК Петрол АД. Не ќе навлезам и не ќе анализирам во работењето на судските власти, правобранител и сите институции, во процедурите што ги тераат, меѓутоа јас ко министер за економија ќе застанам за секоја компанија како што е МАК Петрол и за секоја друга компанија која што работи во Република Македонија. Нема да ги заштитам во делот и нема да дадам поддршка во делот на незаконско работење, меѓутоа ќе дадам поддршка во делот каде што ќе има последици врз индустријата и ќе има последици врз економијата во нашата држава. Исто така сакам да пренесам порака од тука, од принципиелни причини. Нема да правам притисоци на судски одлуки, меѓутоа секоја власт, вклучувајќи и судската власт, која се носат одлуки, треба да бидат внимателни кои би биле последиците врз носење на тие одлуки. Ради тоа што врз основа на носење на негативни или грешни одлуки патат граѓаните, пати индустријата, пати и економијата. Так, ја слушнавме изјавата од министерот за економија Беким Незири, како што спомнав и на самиот почеток, денешната тема е деблокирана сметката на МАК Петрол. Каде погреши државата, се исплашили? Дали го имаме и првиот гледач за денеска? Добар ден. Добар ден. Повелете. Ајде поздрав до вас во студиото, граѓаните на Република Македонија. И сега, каде и дали погреши власта? Па сигурно ќе е деблокирана, погрешила власта и или па Добре. Има нешто тука, сигурно притискале се пред изборната кампања, нешто пари вамо таму, како вообичајно. И затоа попустиле двете страни, меѓутоа и господинот што го слушнавме сега, нема да попусти, нема да се меша. Ако е во право МАК Петрол, зашто да нема право да се меша во судството? Ќе му каже стоп, не си во право тука. Не си во право и точка. Ја мислам дека судството никош задните неколку години не било во право, работело партиски, тоа е факт. Тоа е факт. И да не се залажуваме колку судството е право судство, поради тоа што работи под директива на владата. Затоа треба ослободување од тоа и да судат онака како што налага правото, а не некој друг да им наложи. И судството е судство, влада е влада и така натаму. Да ги вешаме овие партии, али конкретно попустиле, пошто МАК Петрол не е една шака фирма, тоа е гигант. Гигант е. Затоа и попустиле, али сигурно Добро. Им ги подмачкал устните и да не должам многу ток. Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Ќе ве замолам да бидете што пократки и поконцизни, за да имаме време да пуштиме што повеќе гледачи во денешната емисија. Добар ден за следниот гледач. Повелете во програма сте. Благодарам. Ве слушаме? Да, ме слушате? Да, ве слушаме, повелете.
Видите, вчера истава тема ви беше, само сега со други наслови. Преди се емисијата ви ја поздравувам, вас ве поздравувам. Добро ја водите емисијата, добри се овие прашања. Во врска со Мак Петрол. Мак Петрол е држава за Републикава, да се разбереме. Она е богата фирма, наследува има од поранешна Југославија, само да ги погледнеме резервоарите и така натака и ред други работи, сите пумпни станици во Републиката и така натака. А да има неправилности во Мак Петрол ги има еден куп. Она соработува со една партија, да не ја именувам, со години, некаде околу 25 години, соработува со таа иста партија. И сега, ако некој малку навлезе во нивните видувања, тогаш е против држава. Не е против држава. Држава во овој момент ја олабави работата, за да дојде до целта како што треба. И така ќе биде. И така ќе биде и Мак Петрол нека размислува дека има и други партии, дека има и други, не треба да се врзува само за една партија. Таа фирма треба да живее. Не е само таа тука, нели? И во тој смисол не би сакал некој гледачи сега да обвинуваат владата, да го обвинуваат судството, да обвинуваат ред други работи, него да гледаат вистината. Вистината е правата вистина, што во овој момент ја донела одлуката на судот да им ја деблокира. Тоа е паметно направено од нивна страна, ќе страдаат граѓаните во секој случај, а не би се сложил дека ќе има некоја криза. Криза не имало, не ќе има од една партија, има 64 пратеника. И таа влада е со држава. 64 пратеника, тоа е владење на државата. Ние сме парламентарна држава. И тоа треба да се почитува. Партија која има 61 пратеник, не треба да малтретира она што има партија 59 пратеник. Треба да почитува и едната и другата. А оваа партија тоа и го прави. Еве, овој момент е доказ. Дека тоа го прави и ја почитува на 49 што е во опозиција. Добре. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Повелете. Повелете во програма сте. Дали ме слушате? Да, ве слушам, во програма сте. Јас ли сум во програма или други Вие сте во програма? Вие сте, господје. Повелете. Добро. Намалете го тонот на телевизорот за да се слушнеме подобро, бидејќи касни сигналот таму. Не слушате? Да, ве слушам. Ајде. Сакав да кажам дека со министерот Смешки живи блокирај до кога тој ќе го вади ВМРО? Или своговна се заедно, па ајде сега... Добро, ви благодарам за јавувањето. Така, значи, како што знаете, досега многу пати сме кажале дека нема да дозволиме погребни зборови и секој кој што ќе употреби некој несоодветен збор за оваа емисија и општо за во јавноста ќе биде исклучен од емисијата Очи во очи. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Латините мудри рекле аудиаторе алтера парт. Ова е правен термин од правните науки. Секоја што слуша ја и втората страна. Проблемот во оваа држава е што немаме втора страна. Имаме криминална организација која цела приватизација направи на овој начин, баш на случајот на Мак Петрол. И сега другот калуп не знаат. Тоа е калупот кој треба да дојде до капиталот. Тоа е оре Макијавели кој го спомнуваат. Дека целта ги оправдува средствата. Значи може да прелеваме акционерски капитал на свој приватен капитал, државата не ни може ништо, кога ќе мани правната држава, тогаш политички мава, нема демократија тогаш. Нема проблем во овој проблем. Правната држава функционира само. И за мене, и за богатиот, и за тебе, и за сите. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. За оваа влада не важен ни еден договор. Секој договор е палома хартија. Секоја одлука е купу не важи. Ја мислам дека за оваа влада важи дека маратонците го трчаат последниот круг. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Повелете во програма сте, дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Ало, ја ли сум во програма? Вие сте на програма, повелете. Прво ме чуди
Прво ме чуди Битолчанецов секој пат погрешно филозофира. И му советувам да не се труди да се покаже како филозоф, далеко е филозоф, но на темава. Многу наивно, лицемерно ми делуваше изјавата, односно текстот, подопрен глас. Па со објавувањето на прислушкуваните материјали немаше допрен глас, имаше хорско пеење за криминал. Па никого ништо до сега, по ние на тие така наречените бомби. Овде одма подопрен глас го менува ставот. Не, Мак Петрол е наследник уште од Југославија и единствена моќна организација која може Македонија да ја снабдува со енергенси. И да не се чепка до такви заради наредниве избори што треба власта да ги добива на овој начин, не може да ги добие. А дали се исплаши? Да, затоа што ево предпоставка да има направено грешка со 5-6 милиони, како што беше речено, евра кон помалите акционери. Ипак 5-6 милиони се помалу од 25 милиони провизија за плацови или за плацовите на водно и така натака. Значи лицемерно ми е се јавува заради зборот лицемерие под маската допрен глас. Па имаме ние гласови и лјадници до сега, па обвинителството ќути. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Добар ден. Дали се слушаме? Деблокирана сметката на Мак Петрол. Каде погреши државата? Се исплашили? Е темата на која што денеска може да зборувате во емисијата Очи во очи. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Повелете. Ја ви кажувам дека ова е прочитана работа и дека многу брзо ќе има контрареакција и се преиспита државата, затоа што сепак Мак Петрол и играчи е фирма која има тим кој добро знае да ги спреми законските работи и да ги запроведе законските постапки, така да не е ова космос. Туку ова ќе биде дебело плаќање на одштета. Наивно е то објаснувањето на обвинителството за еден ден, за 48 сата добиле они доволно сознание да може да ја блокираат сметката. Прво, они има пријава против лица, нема против Мак Петрол како фирма. Значи има лица, физички лица осомничени. Тука се направи лапсусот. Меѓутоа добро е што се некој преиспита, па ќе го спаси буџетот од некоја штета што ќе треба да се плаќа овој народ покрај она со космос што ќе треба да го платиме. Министерот друг пат нека води сметка дека не треба јавно да кажува дека има начини како да се спаси од кризата, затоа што тоа што го кажувам преска представува криминал. Мобилни цистерни, бензински станици го имало во 18 век и оние што продаваат на црно нафта. Тоа е една работа, ако ние сме држава каде што владеат прописите, од такви цистерни, од такви мобилни бензински пумпи ние не смееме точиме да се точи гориво не само ради тие фискални сметки, туку ради безбедноста на средината кај што ќе се точи. Значи такви лапсузи министер не треба да си прави. А времето ќе покаже дали од оваа пријава нешто ќе искочи. Само ќе ве молам да ја следите, за да им докажете на оние што викаат дека има криминал и дека го прават сепак Мак Петрол дека е криминално удружение, да видат дека од ова ќе биде Тесла се гора, родио се миш. Туку има друга позадина. А се знае, позадината е гама, не е Телма, него е гама. Гасоводот, затоа што реков и вчера, гасот е во подем, индустријата со газ и транспортот на газ е во подем, тука лежат парите. А некој е заинтересиран да ги земе тие 50% од гасот, затоа што сака да го работи бизнисот со газ. Тоа е толку е пријатно. Благодарам за јавувањето, имате пријатен ден. Добар ден за следниот гледач. Здраво, Македонијо. Повелете. Ој Шчипка Враков Венцислав. Повелете. Во овој момент обвинителството нема дадено да се деблокира сметката на Мак Промет. Стоам одговорно. И сите до сега, и ви како емисија, што ширете ваква работа, треба да бидете земени на одговорност. Го цитиравте министерот за економија. Тој добро 3 пати за овие час, за последниот час гледав вести. 3 пати добро рече, мислам, дециден беше,
само дава напомена до обвинителството, за да не дојде до економска штета на Македонија, препорачува, но не наложува. Никаде не е спомнато дека обвинителството ја деблокирало сметката. Од овој момент, па натаму ќе видиме. Ова ќе биде тема, дајте утрешна емисија да има, па да видиме дали до овој момент е деблокирана. Со вакви лажи и инсинуации само може овде и сега и со вакви нивни навивачи. Не бре луѓе, вие сте граѓани. Добро, ви благодарам за јавувањето. Очигледно вие, господине Кавраков, имате по-големи информации од нас како телевизија 24 вести. Да го слушнем и останатиот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, биде жива и здрава. Повелете. Сакам да кажам една работа. Не се работи овдека за Мак Петрол. Јас бев така, мислам и убеден сум, и времето ќе покаже многу брзо. Мислам дека тука сегат притискот се вреше во престелна телевизија, која исто како и вашата телевизија, се единствени телевизии кои што ја кажуваат вистината во Македонија што се случува. Би бил многу среќен. И премногу среќен би бил кога господинот министер или било кој друг министер од коалицијата ДУИ би излегол вака на телевизија храбро и би прозборил за криминалот на еден голем господин од Македонија, еден од најголемите криминалци во историјата на Македонија, и кој што би кажал дека тие ќе излезат од коалиција и нема да се дружат со криминалци. И да не е должен многу да им дадам простор на другите гледачи. Прошлиот пат мојата дискусија ја заврши со псовки, овој пат нема таа опција. Ќе бидам малце покултурен и ќе кажам ова магарево пред мене што се јавува да престане. Добро, ви благодарам. Исто и тој е збор несоодветен, така што јас повторно ќе нагласам да се воздржите од користење на несоодветни зборови кои што се за пред малите екрани. Да го слушнем и следниот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Да ти кажам право, нема замера да се јавам, ама толку бих изиритирана од заменик премиеров од Штип. Абе, за се знае, да се има информации, вие како новинари, да било вашава програма, да било Сител и Канал 5, нивните програми, нема толку големи информации за се колку тој што има. И доста со неговите викања, дракања, закани, па не се плашиме ни од никого. Нема да се плашиме, не се плашиме. Јас како жена пајче не се плашам од него. Нека престани, ве молам, значи стварно ве молам, тргнете, не, остајте не да живееме од него. Остајте, нека не се јавува, си има други канали. Што се однесува до темата. Јас не знам докаде ќе оди ова лудило на власта да присвојува и да има едноумие. Јас по моје мислење ова дека едноумие треба да има. Треба сите да бидиме за власта и со власта, почнувајќи од најмало до најголемо, од фирма до поединец. Значи сите треба да бидиме за власта. А ако нека танецо наврата, сметки блокирани, струја исклучена, уценување, закани, не знам ова до кај води. Апсолутно мене како жена не ми е јасно за ова што се случува. Дали сега така да удри по медиум да се затвори како еден, да биде Велија Рамковски 2 ова сето, или шо е? Дај да крениме раце сите да се предајме како партизаните во времето германците кои се предаваја, со кренати раце да речеме амин глески, ти си овде Бог и сите ќе бидиме за тебе. Кај да ова води? Едноумие. Па не може да биде едноумие, па не може мене некој да ме натера. Јас да поверувам дека ова не е намерно од власта направено. И сигурна сум дека ова е намерно, дека ова сака да се направи нешто притисок поголем, да и ова биде сето ке власта, да Орце Камчев нешто па напред да прикупа, малце му е Македонија ја купија, да живе во фантазија детска, дека некогаш нешто нема, не сега мора се да има.
Јас стварно не знам. Стварно му се восхитувам како на Битолчането, така на тој штип, со филозофи, демагоги, некои изнесувања. И ве замолувам, стварно ве замолувам, поштедете не од тој гарагачковски одштип. Добро, ви благодарам за јавувањето. На секој гледач си има свој демократско право да се јави во емисијата и да го каже неговото мислење, се додека употребувани, или како што рековме, зборови кои што се за во оваа емисија. Ќе бидат исклучени сите оние кои што не се придржуваат до темата и оние кои што употребуваат несоодветни зборови. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пред се да ги поздравам оние кои ме мразат, нека се здрави и живи. Убаво кажавте дека демократско право на секој да се јави. Јас слушав гледачка пред мене, таа зборуваше за Орце Камчев. Орце Камчев е тема денеска? Добро, ајде вие на темата. Не велам дали Орце Камчев е на темата, што така таа широко градот зборуваше општо на може 20 теми. Добро, и ви ме... Добро, ајде. Вака, значи, да кажам дека сум дека ќе бидете демократска телевизија и демократски новинар, така, па да кажам нешто јасно на темата, а не за Орце Камчев и општо на широко. Ајде почнете на темата, да ја оставиме претходната гледачка. Ајде. Сега дама дека нема да ме прекинете, како и друг пат. Се додека се придржувате до темата, нема да ве прекинем. Ајде. Даде какова пред мене за Орце Камчев. Вака се, значи, за Мак Петров ви кажал дека јас се прашувам, нека здрави жив само ти газда, нели капиталист на Мак Петров, како те стана газда на Мак Петров, колку милиони евра капитал има, тој нели беше член на Сојуз на комунисти, Титов пионер, Титов комунист, како те стана газда во време на СДС на Мак Петров? Како те стана газда? Дали таму во таа фирма се идеално, се е совршено во таа Мак Петров? Друга работа би рекол дека која джива тука телевизија Телма, никој не ја джива телевизија Телма. Тука зборуваат, станува збор за компанија, значи за бензин, за гориво, нели трговска компанија, ти зборуваат за телевизија Телма. Што е врската телевизија Телма со Мак Петрол компанија? Што поврзуваат, значи, новинарство со компанија која, нели, прави трговија со нафта и бензин? Мислам дека конечно не треба да глумат загрозени некои во Македонија, дека наводно само вие сте им спасени и телевизија Телма, има демократска телевизија, има јавно мислење во народ, има демократска свест, почитува добри дела, значи добри дела, а додека оние лоши дела кои се правеа, нели, години порано и децени порано. Кажете ми дали според вас погреши државата, бидејќи да блокиране сметката на Мак Петров? Мислам дека наша држава воопшто не греши, туку сгреши оне кој ја лапна Мак Петров без денар да вложи во не, не сам лични пари, туку тој сигурно погрешил. Туку ова држава наша македонска премногу сгреши што дозволи некои преку ноги да стават газди на цели огромни компании. Добро, ви благодарам. Так, ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Ќе ве замолам да се задржите конкретно на темата и да бидете што пократки, затоа што немаме многу време. Имаме уште некои 10 минути до крајот на емисијата Очи во очи. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. До кога овој прилепчанецо, овој штипјанецо и битолчанецо душа да ќе нема? Да вистина ви велам. Ќе се откажам и од телевизијата ваша да не гледам од овие се уништувачи на демократијата во Македонија. До кога овие џубрина светски... Добро, ви благодарам за јавувањето. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Ајте, во програма сте, повелете. Не, гледам вика. Значи, ало? Во програма сте, ве слушаме, повелете. Добро. Јас сакам да се баш во врска со Мак Петрол. Јас сум еден бивши вработен во Мак Петрол. Добро. И сакам да кажам дека... Ве слушаме? Така, зашто ми касни... Да, намалете го тонот на телевизорот за подобро да се слушнеме, бидејќи касни сигналот. Во ред. Ајде. Значи, како бивши вработен во Мак Петрол, знам дека секоја година Мак Петрол со сите своји керкински фирми работеше на ист начин. Целата, секој пат, да речеме во фирмата во која работев, каде што 57% беше акционер Мак Петрол, добро,
зградите беа собственост на Мак Петрол, а нашите 49% од активите беа на фирмата Начи. Секоја година целиот профит од нашата фирма се фактурираше од Мак Петрол како кирија и фирмата во која работев 10 години никад не доби дивиденда заради тоа што целиот профит од фирмата одеше како ќар во Мак Петрол. А тие па си го наградува менаџерот кој стана собственик сега на истиот начин. Мак Петрол работеше така и со ТЕАС, и со Темко, и со сите негови фирми. И многу често државата, политиката е мешана во работите што се случуваат тука, но грешката на државата е што Андреа не е затворен многу порано од сега, бидејќи ова почна уште од времето кога почина директорот Гавро, па дојде Андреа како така избран, па стана собственик, а што се однесува до Оилко компанијата, врвот директорите со своите акции се формира Оилко како компанија, го изфрлија Млаз Богданци, која толку години ја транспортираше нафтата и само си возголемија капиталот и сето тоа што се случува е вистина. Сите тие не се сива еминенција, него се е страшно нешто. А инаку народот може да верува како во фудбалот. За кого навива, за тој и верува. Колку и да е слаба екипата, дали е една или друга политичка партија, не ќе се верува за нив. Проблемот е што во економијата се меша политика каде што не треба. Инаку, јас сум сведок дека тоа секогаш се правило така во Мак Петрол и мислам дека е редно еднаш да им се стави ред на тоа. Мислам дека нема никаква врска со Телма, бидејќи Телма си функционира и ќе си функционира и понатака. И во ред е да има и некои телевизии кои поддржуваат и опозиција и сето тоа. Добро, ви благодарам за јавувањето и за вашето внимание. Имајте пријатен ден. Имаме уште неполни 5 минути до крајот на емисијата. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден и среќен ден на сите во телевизија 24, сите редовни гледачи на оваа прекрасна емисија и телевизија. Моето размислување е зашто јавното обвинителство, кога била покрената постапка дека криминал се правило во Мак Петрол од 2006-та, чутело цело време до овој момент. Зашто сега во очи на предвремените избори се крена прашина и почна да се деблокираат сметки на Мак Петрол, а се знае дека Мак Петрол е чива фирма и мислам дека кој е газда, мислам и телевизијата е тука, да не се залажуваме, сака Груевски под своја капа се расстави. Јас ќе кажам вака, додека македонскиот народ гласа за ВМРО-ДПМН или за СДСМ, вака ќе биде во Република Македонија. Никогаш нема да излеземе од оваа политичка и економска криза, и нека Кавраков и Тале, и јас ќе кажам, престанат веќе да се јавуваат на сите медиуми во Република Македонија, бидејќи Бадијава го бранат Груевски ќе падне на 24-ти, а пак ќе кажам, треба да се определиме за трета опција и нешто трето да избереме. А ова е све политика. Политички и што побрзо да се деблокира сметката, тоа подобро да се функционира. И мислам дека Телма и вие сте најобјективни телевизии. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, имате пријатен ден. Дали го имаме и следниот гледач на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Па вака, заради демократичноста на емисијата, сакам да одбранам емисијата. А колку јас филозофирам, тоа е моја работа. Имам законско право да се јавувам и да коментирам. Меѓутоа, судијата пензиониран од Кичево, ова е негова тема, не ова филозофија. Овде се работи за грабеж на народ, а тој со својата изјава го легализира тој грабеж. Добро. Жалосно, госпоđа. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Така, имаме уште малку до крајот на емисијата, така што ќе ве замолам да бидете пократки, поконцизни, со цел да можеме да пуштиме што повеќе гледачи во следните неколку минути. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте.
Па вака, секој има да каже што мисли, како мисли, па било што, макар нека весне некоја глупост, ама има право да ти го каже тоа. И јас ќе кажам нешто, но мислам дека нема да биде глупост. Сведоци сме дека досега 9 пати државата го туреше Мак Петрол. 9 пати изгуби на суд. А поради што го тужи пат? Мислам дека суетата им е повредена и сакаат берем еднаш да добијат. А што ќе добијат? Се знае. Слично со А1, исто така по мене мислам дека сакаат да го тргнат Мак Петрол од пазарот кај нас, поточно покушаваат да го уништат, а со Лукойл многу поубаво ќе се договорат и полетно, бидејќи русите ќе дадат многу поголем рекет. Тоа е моје мислење, кој како сака нека мисли. Благодарам и пријатно. И благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во врска со темава. Дај тамо телевизорот. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Во врска со темава сакам да кажам дека да, тиш. Намалете го тоа. Ајде. Го намалувам, ама другиот телевизор. Ајде. Венче. Ајде, повелете, ве слушаме. Зешто со телевизор, дај далинското. Потполно се согласувам дека државата има направено голема грешка. Како прво, ако веќе случајот бил од прие 2006 година, што се чекало до сега да се покрине таа постапка. Посебно сега пред овие отпасти, така да речем, времиња каде што се е поставена Македонија пред голема политичка криза, сака да учари нешто власта, со тоа дека таа работи почнено и честно. А дали се исплашила, тоа не може да кажам дали се исплашила или не, бидејќи Груевски по моје обично не се плаши, тој кога ќе здрви главата, тој си тера по своје и ќе ги доведе работите намо како тој што ги замислил и планирал. Меѓутоа се согласувам со излагањето на министерот за економија, кој е во право, кој човек не гледа Македонија како држава, македонскиот народ како народ, кој не сака да пати заради тврдоглавоста на неговиот шеф. А овај другар што се јавува стално, како да го наречам, Фредов пациент, да ги оставиме останатите. Добро, ви благодарам за јавувањето, да ги оставиме останатите гледачи кои што се јавуваат во оваа емисија, како што спомена, секој го има тоа право да се јави и да си го каже своето мислење во нашата емисија Очи во очи. Дали имаме време за уште еден гледач? Ало? Ајде, повелете. Добар ден, поздрав од Николче Петевски, од Кичево, Мартина, посебно до вас и до вашата телевизија која е, можам да речам, звезда во Македонија, значи символ за граѓаните. Во врска со темата, слуша повеќе коментари. Колку да сме, ние ипак сме нешто. Не сме правници, сепак знаеме што следува и што се дешава во државата. Значи, Мак Петрол беше блокиран. Тоа беше, значи, од страна, да бидеме искрени, на власта да го заплашат, да ја заплашат телевизија Телма, да се предаде, да имаат све во раце ова власт. Вистината е таа, од кој ја деблокираа сметката. Да, таа е деблокирана формално, точно се води истрага, поради луѓето земаат плата. Значи, сепак ја држат во страв, значи, и притисок се врши по секоја цена да бидат со власта, али сепак имаат храброст, имаат луѓе со срце кои знаат више што се дешава во нашата држава, дека мора оваа политика со закани, со насилства да се прекине. Добро кажаа двајца тројца граѓани. Значи сепак треба да знаат, ако се десеше тоа, значи државата ќе не беше во колас, термоелектраните немаше да функционират, институциите, сите кои зависат, значи од Мак Петрол, дали знаат или не дека €1.000.000 на ден таа фирма плаќа, исплатува, каса прими, каса дај таму во однос на горивото. Вистината е таа, а нашата држава нема способност, значи тој ден тие пари да ги принесе. Сепак, поздрав од мене,
Се најубаво и посакувам и на вас, и на вашите вести на граѓаните. Благодарам и вам за јавувањето. Ние сме на самиот крај на емисијата 20, односно се извинувам, Очи во очи. Останете со програмата на телевизија 24 вести. Најновите информации за оваа тема гледајте ги во вестите, односно во дневникот во 17 часот. Најновото издание на емисијата Очи во очи гледајте го утре во истото време. До гледање од мене.